Сите користиме SPF, но битното прашање е дали правилно го користиме, бидејќи SPF-от е еден од најчестите упатувани препарати за нашата кожа, меѓутоа еден и од најпогрешно користените препарати. Докторе, кои се најчестите митови поврзани со заштитниот фактор? Па, искрено постојат повеќе, меѓутоа ono што најмногу го среќавам во мојата секојдневна пракса оди во контекст на начинот на користење, оди во начинот на реапликација и се разбира сите оние митови дали 30 е доволно, дали 50 е доволно, колку пати се аплицира и така натаму, и се разбира оно вечето прашање дали навистина има некои канцерогени дејства, што е комплетен мит и неоснован. Повеќе се фокусираме на овој заштитен фактор на летен одмор, но она кое што е важно е дека впрочем е важно за секој работен ден. Да, апсолутно, тоа е исто така едно од почесто постуваните прашања. Па ќе ги прашам пациентите дали користат SPF, мика да, летно време користам SPF. Меѓутоа, она што често пати се заборава или не се знае дека SPF-от треба да се користи преку цела година. Сонцето е тука со нас нонстоп, некојаш повеќе, некојаш помалку, но UV-то е присутно и секогаш треба да заштитиме нашата кожа. Едно нешто што мислам дека сите го правиме е ќе ставиме еднаш и сметаме дека сме покриени во денот. Да, тоа е исто многу честа грешка, каде што особено за високите фактори 50+, мислат пациентите дека е доволно да се нанесе еднаш и дека тоа е доволно да го држи цел ден, што во принцип е многу погрешно. Генерално SPF факторот треба да се реаплицира редовно на некоја еквидистанца од 2 часа, за да овозможиме рамномерна и еднаква заштита преку целиот ден. Што друго освен ова значи правилно користење на SPF факторот во пракса? Генерално треба да се знае кој тип на препарат се користи, да се одбере соодветен препарат за соодветната сезона. Нормално да си ја знаеме нашата кожа, бидејќи постојат известни состојби или болести кои што не ограничуваат да ги користиме баш сите типови на SPF. Нели, денеска се нудат и повеќе опции на SPF и се разбира нели да знаеме правилно да го нанесеме, кои места се оние кои што се најфотоизложени, на кои повеќе да обрнеме внимание и се разбира да знаеме дека не е само SPF тоа што е заштита, туку дека ни треба и онаква цврста сенка над нас, дека не секогаш SPF сам по себе е доволен за целосна фотозаштита.